Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите до пладне. Заев најави украинско сценарио за активистите на СДСМ и Сорос истовремено започнаа со насилни протести во главниот град. Се тепа полиција, се кршат медиуми и институции. Повод за ескалацијата е последната одлука на претседателот Иванов за аболиција на политичарите од опозицијата и власта. Истовремено во Скопје се одржуваат и масовни мирни протести поддржани од граѓанското движење за одбрана на Македонија против одлуката за помилување на Заев и Верушевски. Од одлуката на Иванов се оградија сите партии. Утро во ВМРО ДПМН иницираше сите политички партии со заедничко писмо да побараат од Иванов да ја преиспита својата одлука. Исто барање има и меѓународната заедница. Според последните информации, пред малку собранискиот спикер Трајко Велјановски официјално ги распиша изборите и тие треба да се одржат на 5 јуни годинава. Ова беше кус преглед на турбулентната недела која ставаме зад нас, за насилните протести, за најавите на Заев за крвави сценарија. Во Пулт ке разговарам со дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Останете со нас. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на почетокот. Мој гостин денеска дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Добро дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добро дојдов. Господине Чавков, како што можевте да видите кога дојдовте синоќа во насилните протести на СДСМ и Сорос, беше оштетено и искршено и ова радио. Како коментирате тоа што се случува на улиците, особено кога насилството е насочено и кон медиумите кои што според оние декларативни заложби на СДСМ треба да бидат слободни, не треба да трпат политички притисоци? Веднаш можам да кажам дека ништо декларативните заложби на Социјалдемократскиот сојуз. Едноставно видовме вандализам, видовме вандалски акти од агресивни структури, од субјекти кои што беа во функција, не знам сега како да се изразам, дали на невладините организации или на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно тоа и истрагите ќе си го докажат. Меѓутоа, експонентите, односно јуришниците беа веќе познати насилници кои во минатото се пројавиле во Република Македонија при слични ситуации како што беше случајот на 5 мај пред владата на Република Македонија. Така да, вандалски чин, вандализам, нешто што е неприфатливо и нешто што не поминува во Република Македонија. И во тој контекст, копирањето на не знам какви сценарија не поминува во Република Македонија. Околности и приликите не се исти во Македонија како што се, да кажеме, во некои од државите каде што тоа било успешно сценарио. Заев најави дека во Македонија се поставени темелите за спроведување на едно украинско сценарио. Тоа звучеше на вистина застрашувачки за јавноста, затоа што знаеме дека тоа значи илјадници жртви, целосна деструкција на системот, државата, економски пад, трајни лоши последици. А колку е ова можно од безбедносен аспект, вие ги имате тие информации, колку е можно во моментов Социјалдемократскиот сојуз и нивните структури да предизвикаат едно вакво сценарио во Македонија? И ова проценка на Заев, можам да кажам слободно дека е лоша проценка, односно несоодветна проценка. Луѓето немаат реални проценки за состојбето во Република Македонија во контекст на менаџирањето со кризата и во контекст на барањето на решение за излегување во криза и секаква споредба со украинско сценарио или со друго сценарио, пак ќе повторам, е невозможно во Република Македонија. Сосема се други околности, сосема се други приликите. Граѓаните во Република Македонија не прифаќаат, тоа се гледа и од многуте анкети, значи не прифаќаат насилство. Сосема е легитимно да се излезе, да се протестира, да се изрази протест на легитимен начин, на мирен начин и така натаму со достоинствен пристап. Меѓутоа, ова насилство кое што беше манифестирано последните 2 дена е неприфатливо за најголемиот дел од населението на Република Македонија и тоа ќе ја потврди лошата проценка на Заев, не само во оваа ситуација, него и во идни чекори кои што би ги преземале, како што беше, еве да кажеме, имаше некои информации дека вечерва ќе бил најмасовниот митинг или вечерва ќе бил оној крвав настан кој се спремал. Меѓутоа, длабоко сум убеден дека безбедност сили на Министерството за внатрешни работи, иако се во, да кажам, во една несоодветна состојба сега поради
поради деструкциите кои ги внесе Оливер Спасовски внатре во Министерството за внатрешни работи со незаконски распоредување и така натаму, со обиди да воспостави тотално политичко или партиско влијание, сепак мислам дека има јадро на професионални структури кои нема да дозволи да се нити да се случат украински сценарија, нити да се направат поголеми штети од тие што се направија до сега. Бевме сведоци дека имаше правовремена реакција, имаше приведување на луѓе и санкционирање понатаму. Така да, можеби македонската полиција во моментот затаја во делот на проактивно полициско работење, кое што е суштината на полициското работење, и сме доведени во ситуација само реактивно да одговараме на безбедносни предизвици, како што е мигрантската криза, како што беше терористичкиот чин во Куманово, како што се сега насилните демонстрации, но сепак во тој реактивен пристап ги покажуваме нашите капацитети. Така, видовме дека дел од демонстрантите се навистина добро подготвени за насилни протести. Видовме дека имаат и маски, и пиротехнички средства, палки, па дури и секири. Колку се работи на нивно откривање кои се и организаторите, меѓутоа и оние кои што го спроведуваат вакво сценарио деновиве на скопските улици? Значи, тоа се хулигани. Ние имаме еден значителен дел од тие хулигани идентификувано. После првите немири на завчера, значи имаме приведено 13 лица, против 2 лица имаме поднесено кривична пријава, значи во соработка со јавното обвинителство, определена мерка куќен притвор за двајца, за кривично дело учество во толпа, за останатите се поднесени прекршечни пријави и веројатно ќе бидат процесирани многу брзо во основниот суд. Така да мислам дека со ефективна реакција на полицијата ќе можеме да ги одвратиме во понатомошните нивни намери и цели. Намерите и целите беа јасни и недвосмислени. Од една страна, тоа се манифестираше преку тоа што успеа да го предизвика демолирањето на канцеларијата на претседателот, па нападите према полициските службеници, напади према други оштетувања на други објекти и така натаму. Но во основа, според нашите информации, се работи за добро, смислено сценарио, организирана криминална структура, организирана хулиганска структура. Не викам дека генерално невладини организации стојат зад организацијата, не викам дека генерално Социјалдемократскиот сојуз стои зад организацијата, но одговорно тврдам дека луѓе од Социјалдемократскиот сојуз стојат зад организацијата на овие хулигани. Истрагата тоа ќе си го докаже порано или подоцна. Така да нашата активност или нашите мерки активности не завршија со приведувањето на тие 13 лица. Синоќ имавме пак насилство, имавме напади кон полициски службеници, меѓутоа службите деноноќно работат околу идентификување на лицата и околу утврдување на конкретни криминални действија, за да можеме да ги санкционираме понатаму. Колку мина полициски службеници беа повредени изминати денови? Повредени се 5 полициски службеници. Тоа што го видовме ние од нашите видеоснимки што ги правиме, бидејќи сите наши полициски активности ние самите си ги снимаме, меѓутоа и граѓаните на Република Македонија што има прилика да го видат тоа на социјалните мрежи, јас нема коментар на таквото хулиганско однесување или на таквата анархија да земете со секакви средства да ги нападите полициските службеници. На кого му сгрешили тие? Особено загрижија пораките да ви се случи повторно Куманово или тоа беа навистина повици на насилство кон полицијата. Тоа ми е тешко да го кажам. Го проследив на социјалните мрежи, но тешко ми е да го кажам, како што ми беше тешко да го поднесам повикот, односно конструкциите после диво населје дека настанот, дека терористичкиот чин бил во конструкција во режија на власта со терористите, како што беа тогаш повиците додека траеше акцијата дека
дека имало цивилни жртви, дека ќе се инициираат постапки за кривични дела против хуманитарното право и така натаму. Значи, тоа само одразува какви екстремни субјекти или какви неодговорни субјекти има, независно дали се во невладини организации или се во политички партии, но мислам дека тоа е апсолутно неодговорен однос и таквите неодговорни однесувања или изјави или действија, верувате, не само што не придонесуваат да се надмине кризата, туку прават продлабочување понатамо на јазот кој што постои во општеството. Полицијата, како што и самиот споминавте, се наоѓа во една организацијски несекојдневна ситуација со оглед на тоа што ја предводи министер од Социјалдемократскиот сојуз и тоа генералниот секретар на партијата. Видовме во изминатите месеци од ноември до денеска дека околу 400 и нешто, речиси 500 незаконски решенија биле донесени од страна на Оливер Спасовски околу организацијата на министерството. Колку тоа влијае на подготвеноста сега во моментов на полицијата да се справи со овие предизвици кои што ги имаме во Скопје со насилните протести кои што се организираат? Во неколку наврати до сега сум кажал дека влегувањето во владата на Република Македонија од страна на министри или заменици министри од Социјалдемократскиот сојуз практично требаше да биде отпочнување на еден процес на стабилизирање или на нормализирање на некои односи. Меѓутоа, не е само мое лично мислење, току тоа веројатно е и пошироко мислење, дека ја пропушти оваа шанса и наместо да демонстрира демократски капацитет или одговорност или лидерство, тие го направија сосема спротивното. Но после сите действија кои ги направија од влегувањето до сега, сосема ми е јасно дека нити имат демократски капацитет, нити имат лидерски капацитети и токму тука е проблемот и тоа е причината зошто се случуваат овие состојби во Министерството за внатрешни работи. Ако беше јасен закон ако беше јасен духот на Пржинскиот договор кој беше имплементиран, односно операционализиран преку законот за измена на закон за влада на Република Македонија, каде што на многу експлицитен начин е кажано дека министерот и дополнителниот заменик министер подеднакво заедно и равноправно учествуваат во остварувањето на функцијата на Министерството за внатрешни работи. Неговите први действија беа мое дистанцирање од сите процеси во Министерството за внатрешни работи и преземање на негови действија во однос на персонални решенија, односно персонални политики. Тоа е последното прашање за кое треба што да се фати. И тука е неговата грешка, не само неговата грешка, тука е грешката на СДС и тука практично се покажа дека немаат нити демократски капацитет, нити лидерски капацитет, нити добра и честна намера. Затоа што особено со упадот во системот на кариера, тие го разнебитија Министерство за внатрешни работи, значи го уништија темелот кој што е основниот темел за градење на една современа институција, односно системот за управување со човечки ресурси кој го вградивме во Законот за внатрешни работи. Значи ние немавме систем за кариера вграден во закон. Тоа беше низ различни подзаконски акти или правилници и така натаму. Направивме се низ реформите во Министерството за внатрешни работи да го вградиме тоа во Законот за внатрешни работи, за да биде брана, да биде пречка, да не го кршат тој систем на кариера. И сега, ако навлезам во детали, навистина 432 решенија мислам дека се донесени, сите тие беа оспорени од моја страна пред управниот суд. За значителен дел имам добиено не само првостепени, туку и второстепени судски одлуки и извршни. Не ги почитува. Понатаму владата беше принудена да донесува одлука за поништување и тоа не помогна. Истите решенија ги повтори. Значи во моментов повторно ги носи техничкиот министер истите решенија. Истите решенија ги повтори, меѓутоа синоќа на владина седница беа поништени повторно, но јас сум сигурен дека тоа е практично аргумент повеќе за да се соочи да се соочи со правдата практично. Тоа се криминални действија. Значи тоа не е веќе нарушување на административни процедури. А ако навлезем во суштината или во содржината на тие персонални решенија или на тие персонални промени што самиот ги направи, ќе бидете фрапирани сите. Значи
разреши началници на регионални сектори за внатрешни работи без никаква постапка. За да разрешите некого, треба во закон е утврдено да има дисциплинска постапка, па во таа дисциплинска постапка да се утврди дека направил повреда на работните процеси и со решение да се симне едно место подоле. Тој што направи? Направи кабинетско носење на решение, беа смешни решенијата, беа со образложение без правна полука и не беше проблем да паднат и на второстепена комисија при влада и пред управен суд. Но трагедијата поголема во фактот што наместо овие луѓе кои одговорно тврдам дошле на тие позиции ни системна кариера, чекор по чекор движејќи се во сопствениот професионален развој, донесе луѓе кои нити имаат општи, нити имаат посебни компетенции за тие работни позиции. Јас само ќе го употребам случајот или ќе го спомнам случајот за Куманово. Имате во Куманово поставен началник од работно место полицаец. Значи работно место полицаец. Во Закон за внатрешни работи имаме 9 хиерархиски нивоа. Тоа е на дното, односно на основата на тоа хиерархиско, на таа пирамида, од основата го носите на врвот. Нити општи, нити посебни компетенции. Која е заслугата? Заслугата тоа што бил член на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз и бил бескомпромисен во спроведувањето на претходни избори, во одработувањето за Социјалдемократскиот сојуз. И од тука гледам, и од тука практично го вадам и заклучокот дека тоа што го зборуваат и тоа што го прават е сосема спротивно, односно сосема спротивставено. Да. Имав можност да видам дека најголем број од тие решенија кои што владата еднаш ги укина и ве сега кажувате дека повторно се укинати, дека се однесуваат на Скопје, потоа на Куманово. Знаеме дека Оливер Спасовски во организацијата на СДСМ дојде токму од структурите во Куманово, па претпоставувам дека и најголем број на информации за лојалноста на членството има токму во тој град. Да, може да се каже така, меѓутоа има промени во сите градови, во сите регионални сектори за внатрешни работи и јас кажав дека сите бев нели обвинет од некои експоненти на Социјалдемократскиот сојуз дека Чавков му прави проблеми на Оливер Спасовски. Јас ќе искористам оваа прилика да потенцирам дека не само што не правам проблеми, туку се борам за системот во Министерството за внатрешни работи кој е воспоставуван со години наназад. И тоа не може да се третира дека се прави проблем. Тоа се институционални реакции или реакции на незаконитостите, односно на незаконските одлуки на Оливер Спасовски. Значи по три основи ги спореме неговите незаконски незаконски одлуки. Едната е тоа што ме игнорира како дополнителен заменик министер, иако експлицитно е кажано дека заеднички одлучуваме или подеднакво или заедно и рамноправно учествуваме во остварувањето на функцијата на министерството. Неговото тврдење е дека, и тоа нема поминало на суд, неговото тврдење е дека тоа што го работи он не е поврзано со изборите. Демек, тоа се персонални решенија кои немаат врска со организација на избори. Иако он во врска со организацијата на избори е донесен да биде министер за внатрешни работи. Тоа е едната работа. Втората работа е, ако не се поврзани овие решенија со изборен процес, зашто донесува решенија во кој началникот на СВР Куманово, а на исти начин се поставени другите, вика се именува на работно место началник на сектор на тај дата, сметено од 30.12.2015 година до денот на изборот на влада по завршувањето на предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во 2016 година. Па самиот се демонтира. Он потврдува дека тоа решение е во врска со изборите. И зашто да го нема мојот подпис? Ќе му беше многу поелегантно, ама ако го бараше мојот подпис, сигурно немаше да го добие, затоа што од основата на пирамидата носите човек на врвот на пирамидата, кој нема никакви компетенции. И тоа се аргументи кои не може никој жив да ги спори. Нити институции на систем, нити странци кои дале огромен допринос во реформите во Министерството за внатрешни работи и во воспоставувањето на системот за кариера. Така да таа е едната од причините зашто ги спорам неговите одлуки. Втората причина е тоа што унапредувањето
Значи, првата причина е тоа што одат без мој подпис, второто е унапредувањето надвор од системот на кариера по неколку скалела, по 9 скали, по 9 хиерархиски нивоа, по 7 хиерархиски нивоа. Тоа не било од осамостојаноста на Република Македонија до сега. Значи, тоа е единствен пример. Тоа е единствен пример на такво неодговорно однесување. Сме имале ние, како професионалци, проблеми со одредени министри, не ние, системот, институцијата. Можам да ги определам и периодите од прилика 2004 година, ќе се препознаат кои биле министри, или 2001 година. Меѓутоа, Оливер Спасовски, мислам дека пута 10 е во нарушувањето на системот во однос на овие 20 што ги на индиректен начин што ги посочува. Со оглед на тоа што досега не почитуваше ниту судски одлуки, ниту пак одлуката на владата за поништување, очекувате ли оваа вчерашна одлука на владата да биде почитувана од техничкиот министер, или повторно ќе имаме нов циклус на носење на истите решенија? Ова одлука, денеска знаете дека се распишени изборите и практично нема законско право да донесува нови решенија, но доколку донесе, доколку и овој пат манифестира еклатантно кршење или толку вулгарно кршење на прописите, мислам дека само ќе се забетонира кривичната постапка да еден ден да одговара. И јас не знам што му размислувам, меѓутоа, бидејќи се работи за професионален политичар, бидејќи се работи за генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, сега е времено министар за внатрешни работи, утре кариерата политичка сигурно ќе му продолжи. Јас, кога би бил на негово место, не би одработувал такви агенди по ниедна цена. Би водил сметка не само за мојот личен интегритет, би водил сметка и за интегритетот на институцијата во моментот во која сум. Беше ли пропуст на Оливер Спасовски на овие незаконски одлуки кои што ги носи она што се случи во Бутел, а тоа е излегувањето од контрола на настаните таму, како и прекумерното или апсолутно целосното ангажирање на полициските сили кои што се случи во акцијата во Липковско, која се покажа дека е комплетен дебакал и која единствено предизвика вознемирување помеѓу граѓаните? Непрофесионализам, дилетантизам. Значи, не знам кој друг збор да го употребам. Во Бутел имавте ситуација, имавте проценки, имавте ризици, врз основа на кои требаше да се димензионираат потребен број на извршители, полициски службеници кои ќе превенираат нарушување. Како што направивме обиди и успеавме значително да превенираме и синоќа и завчера и така натаму. Имавме конкретни активности, значи конкретни акции, но овој пат раководењето со полициските структури беше од централните полициски служби, од професионалните структури каде што нема политичко влијание. Од ниедна страна нема политичко влијание. Луѓето си одработуваат професионално, а во Бутел имаше различни одлуки кои допринесоа да настане конфузија меѓу полицијата и да не се преземат соодветни мерки активности, да бидат навремени и да бидат пропорционални. Се со цел да се превенира. Јас не викам дека при секој протест треба да се применат не знам какви средства на присилба, но во секој случај можеме да превенираме многу ефективно. И сме го правили тоа до сега. И можете сега да ја направите паралелата од овој случај и случајот што го спомнавте во Липково. Практично тоа не е случај. Тоа беше парада. Во многу тешки случаи каде што сме се случувале со терористички групи, ние не сме иницирали или не сме покренале толкави персонални капацитети и толку материјално-технички средства. Во тој ден, во тој момент, јас не бев информиран, се информира дополнително од одредени колеги, пошто слушав хеликоптери како надлетуваат. До последен полицаец во одделот за посебни единици, во специјалните единици беше изваден, иако беа луѓето истоштени од справувањето со проблемите на граница и беа дислоцирани. Беа дислоцирани наводно информација за влез на терористичка група. Секоја информација треба да биде навремена, треба да биде релевантна, треба да биде проверена. И со однос во контекст на таквите проценки треба да направите соодветна проценка за димензионирање на потребен број на извршители. И да се провереше таа информација, јас сум сигурен дека уопште немаше да дојде до придвижување на толкави сили. Се постигна вознемирување на населението. Го видовме како парадира тамо во едно од населените места
И на крајот мислам дека нема човек што може да прифати било каков аргумент за неопходноста на таквата активност на полицијата. Господин Чавков, кажавме денеска се распишани официјални изборите ќе се одржат на 5 јуни. Докаде е постапката во МВР за проверка на оние податоци кои ги достави Државната изборна комисија? Имаше во јавноста информации дека Оливер Спасовски правел обиди за обструкција на оној процес на административна проверка. Тоа е посебна приказна во контекст на претходните случувања или во контекст на претходните работи што ги спомнавме во врска со менаџирањето со министерството. На исти начин се реперкуира и нивните неодговорни однесувања и во тој сегмент. Значи, прво, за да бевме договорени, на влада беше донесен заклучок да се формира централна комисија во рамките на Министерството за внатрешни работи и регионални комисии кои треба да бидат носители на активности, односно треба да ги операционализираат барањето од Државната изборна комисија. 3 дена се воспоставува комисиите, се полемизираше кој да биде претседател, кој да биде член и така натаму. Тоа не беше ништо друго туку од увликување. Тоа е првата обструкција од која се направија, се пристапи кон проверки. Мислам дека едно барање беше со еден документ беше со 3 барања од ДИК. Двете беа практично низ базите на Министерството за внатрешни работи електронски. Едното барање беше административно влегување во досијата за лични документи во контекст на утврдување на основ за живеалиште. И тука бев сведок јас на такви обструкции преку неговите луѓе кои ги имаше поставено, да кажеме, како председатели на комисии или како члени на комисии во Куманово, во Струмица, во Битола, во Охрид, и тоа се гледаше една координација на попречување на процесот. Иако ние се организиравме дополнително 24 часовно да работиме на проверка на овие барања кои што беа испорачени, но како и да е со многу тензии, со многу отпори, успеавме да го завршиме тој дел и барањата, односно одговорите се доставени до Државната изборна комисија, но морам да кажам дека обструкцијата не застана само во кочењето на процесите на различни начини. Обструкцијата беше кулминација на обструкцијата беше фактот што Оливер Спасовски нели дојде во МВР заради организација на избори, на ниедно пропратно писмо не се потпиша кој што беше проследено до Државната изборна комисија, во прилог на кое ги доставувавме извршените проверки. Ако имате комисија, ако имате потписи од комисиите, секое барање, и тоа беше координирано со нивните члени во ДИК, отиде без потпис од Оливер Спасовски. Тоа е честна намера. Тоа е конструктивен пристап. Значи, јас мислам и нема да застане тука таа ситуација. Не случајно не се потпишал на пропратните писми, иако по мене нема тоа никаква суштина. Има повеќе една формална димензија, една димензија која што го одразува неговото однесување, но како и да е, тој процес одеше многу макотрпно и многу тешко. Денеска започнува процесот за фабриката за афери на СДСМ, за Чаушат. Започнува и процесот против полицискиот службеник кој што нудеше подкуп за да изнуди лажно сведочење во интерес на еден од предметите кои ги води специјалното јавно обвинителство. Што очекувате овие две постапки судски да покажат? И за едната и за другата постапка постојат сврсти еклатантни докази за криминалната активност и за криминалните действија на секој поединец кој што таму е утврден и опфатен. И не само тоа, него мислам дека и понатаму траат истражните действија во однос на други сегменти од групата која што беше поврзана со Чаош. Тие два случаи пак ќе ги сврстам во оние активности на Министерството за внатрешни работи кои во основа се реактивни, односно реактивни во смисла на наметната состојба. Случајот Чаош, знаете дека беше сценарио, беше конструкција, беше крирана афера која што требаше да направи пресврат во перцепцијата на јавноста дека министер за внатрешни работи до тој степен било злоупотребувано, се печатале лични карти, се употребувале за изборни цели, но успеавме со реактивен пристап
да обезбедиме докази и да го обелодениме сето тоа и да елиминираме тезата дека се работи за случај поврзан со МВР, се потврди дека тоа е конструкција на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз. Црсти докази има, но се продолжи и понатаму. Јас сега ќе искористам оваа прилика пак да повторам. Загрижувачко за мене е тоа што при последниот претрес кај Чавош се најде уште еден хард диск со содржини кои дополнително сега ми кажаа дека се различни од претходниот хард диск. Значи и нови содржини има. Се најде USB со сосема нови содржини. Значи тоа е на издржување на казан затвор. Кај него при претходниот претрес е обезбедено, што е обезбедено. Документ, односно хард дискот и незаконско следените комуникации се предадени на специјалното јавно обвинителство, а ние кај него наоѓаме дополнително такви содржини. И тие содржини беа практично имаше обиди да се употребат и беа употребени за уцени, за изнуди и веројатно тоа ќе има ќе добијат кривично правен тек, ќе се процесираат случаи, така да овој случај сум сигурен дека ќе заврши со ефективна судска постапка, но сум сигурен во исто време дека ќе трае, бидејќи има навистина голема димензија, широка димензија, од класичен криминал, преку фалсификување на документи, за кои од меѓународна полиска соработка секој ден добиваме докази и показатели дека се употребени. Последната потврда е дека се еден значителен дел, еден најголем дел од личните документи од патни исправи фалсификувани се употребени за визи за одење на Аджилак. Тоа беше сега, мислам, пред неколку дена. Така да, од класични криминални димензии со меѓународен контекст на криминалните активности до одработување или до спој со политички структури. Едноставно, политичко криминално подземе. Така да јас сум сигурен дека ќе добие судски епилог, бидејќи има навистина црсти докази, но и веројатно ќе се шири понатаму. Господине Чавков, ви благодарам што бевте во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и вам. Почитувани слушатели, одиме со куса пауза, се враќаме во студиото. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во Пулт денеска разговарав со заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Говоревме за насилните протести кои, како што и тој самиот кажа, ги организираат и спроведуваат хулигани кои синоќа го искршија и ова Радио Слободна Македонија. Со надеж дека ваквите сценарија нема да продолжат и дека нема да се реализираат крвавите најави кои во телевизиско интервју ги даде и лидерот на опозицијата. Ви посакувам мирен ден и добар викенд. Тоа беше се во ова издание на Пулт. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на оваа радиопрограма во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.